Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте? Се надевам добри. Вака така стигнавме до крајот на март. Иако веќе цела недела официјално сме во пролета, еви саатот се помести понапред, што значи подоцна ќе се стемно. Сепак времево надвор не подсетува дека зимата уште не се предава. Ладно, топло, облачно, сончево, дожд, па некаде дури и снег. Човек да не знае што да прави. Мислам дека ова е последно вакво екстремно заладување. За недела-две ќе биде прилично потопло, зимската гардероба ќе може да ја складираме во кеси и да ја ставаме по плакари. Надвор ќе зазелени све, така што пејсажите во оваа наша прекрасна Македонија ќе дојдат до целосен израз. А како што видовме неделава, не само што вегетацијата процветува, туку и животинскиот свет се размрдува и се буди од зимски сон. Не само што се размрдува, туку и меѓународни инциденти ни предизвикува. Зашто станува збор? Имено македонски волови предизвикаа меѓународен пограничен инцидент со Бугарија. Да, волови. И то не зборувам за волови како метафора што често ја користиме во Македонија, туку буквално за волови, домашни животни. 6 говеда, повторно ќе кажам во буквална смисла говеда, пред некој ден нелегално е поминале границата меѓу Македонија и Бугарија, кај кюстендилското село Гуешево. Животните биле забележани на земјиштето од страна на селани, а градоначалничката веднаш го пријавила случајот во општината. Искрено, прво прашање што ми падна на памет е како побогу одма знаеле говедава дека се наши македонски, а не нивни. Нема везе, веднаш реагирале тамошните институции. 6 говеда биле заловени и транспортирани во привремен објект за сточарство. Што ќе се прави со нив, ќе решила регионална комисија за контрола на храната, заедно со пограничните и општинските власти, но и комисија од овластени бугарски и македонски служби. Бугарските медиуми подсетуваат дека пред неколку години една крава од Бугарија влегла во Србија во близина на кюстендилското село Олтоманци. Според европските прописи, по влегувањето во земја надвор од ЕУ, кравата морала да биде убиена од превентивни здравствени причини. Но по инсистирање на селаните и јавноста, таа крава била поштедена. Со оглед на строгите европски прописи, сега останува неизвестно дали говедава од Македонија ќе бидат вратени назад или ќе завршат на некоја бугарска скара. Но тоа што е најинтересно во овој комичен случај е што можно е говедава да се дел од она стадото што шета слободно во областа на Крива Паланка. Случај што предизвика огромна тензија меѓу населението и сопствениците. И во него, освен што се вклучија локалните власти, интервенираше и државата и полицијата. Случај што до ден денеска не е решен. Да бидам искрен, ни јас не ги знам деталите за целиот случај во Крива Паланка. Само знам дека има едно семејство кое има стадо крави, но кравите не сака да ги чува во штала, туку ги пушта слободно да шетаат низ регионот. Сега крава ко крава си оди каде сака и си прави што сака. Жителите од тој регион се бунат дека кравиве и говедава прават проблеми, па бараат институциите да реагираат. Тие реагираат, нели дури го апсеа таткот. Ама кравиве уште им пркосат на занданите на Агенцијата за ветеринарство и уживаат во тешко стекнатата слобода. Сега можеби говедава се дел од тоа стадо. И едноставно им пукнал филм и нив, па решиле да емигрираат во Бугарија, да добијат бугарска тапија, па да му фатат джаде кон Европа. А знаеме, ако добијат бугарска тапија, готово. Ете нов меѓународен државен инцидент, а можеби и ново бугарско вето. Не дај Боже, поради лошиот третман во Македонија, 6 говеда да се најдат и во некој извештај на Европската унија со критика како тоа ние се однесуваме кон говеда кои се чувствуваат како бугари. Ама ние имаме решение и за тоа. Јас веднаш како преговарач би им го испратил најновото опозицијско освежување, ново назначениот меѓународен секретар на СДСМ. Во коментар на Facebook велат: праша го жити се НАТО скратеницата, што значи? Јас сум сигурен дека 90% од политичарите не знаат. North Atlantic Organization, да, НАТО. Разрешив? Тука негде, да. Да, тука некаде, зашто? Океј, не, ги разбирам тие праша. Океј, јас сум ги пратил овде. Не бе, на вистина ли ново назначениот меѓународен секретар на Филипче не знае што значи кратенката НАТО? Не само меѓународен секретар, туку човеков во време на СДСМ. Во 2023 година беше назначен за амбасадор кој требаше да ја представува Македонија во Романија. За среќа тој никогаш формално не стана амбасадор. Во ноември 24-та новиот министер Тимчо Муцунски изјави дека Жерновски официјално никогаш не бил амбасадор во Романија, бидејќи не ја завршил целата процедура за предавање акредитиви. Поради ова од МНР беше посочено дека тој не може ниту да биде отповикан во правна смисла, иако се појавија вести за негово повлекување. Како и да е, посочениот експерт
Еве сега треба да биде врската на СДСМ со светот. Кој знаеме во кој свет и каде ќе ги однесе. А ако го фати во свој раци случајов со стадово крави и говедава, не само бугари во устав, ќе треба и говеда да ставаме во преамбулата. Туку ај говедава кој реков се говеда во буквална смисла на зборот. Што правиме со другите говеда кои те слободно си шетаат наоколу, некои па и носат микрофони. Си земал преведувач, министр? Не, Ти кажавме кога ќе дојдеш Тетово да земеш преведувач. не ми треба, јас не знам кому му треба преведувач за во Македонија да знае македонски јазик. А сега дозволете да се обратам за ова што сме дојдени денес тука. И со новинарството се претара, иако ова е далеко од новинарство. Навистина, повеќе личи на говедарство. Искрено не знам од каде да почнам. Дали од оценката дека ова е многу ефтин обид да се предизвика некаков си меѓунационален инцидент за да се нарушат односите меѓу македонците и албанците. Дали станува збор за тешко прекршување на новинарски стандарди, иако реков дека ова е далеко од новинарство, или едноставно зборуваме за недостаток на општа култура и домашно воспитание. Нешто, па ние тука многу не можеме да поправиме. Прво, ајде да разговараме за меѓунационалните односи, односно употребата на јазиците во Македонија. Да, факт е дека кога ЗАЕФ и СДСМ стапија на власт во 2017 година, прва работа што направија беше усвојување на законот за двојазичност, кој, нели ако памтите, беше дел од така наречената Тиранска платформа. Или со други зборови, тоа беше првата рата што СДСМ мораше да му ја исплати на Ахмети и Дуи, затоа што тие го предадоа ВМРО ДПМН и составија влада со СДСМ, иако победник на тие избори беше ВМРО. Уште тогаш предупредувавме кои може да бидат последиците од ваквиот закон. Имено денеска албанскиот јазик на некој начин, формално и суштински, сакал тоа да го признаам или не, е втор службен јазик во Македонија. Не е скроз рамноправен, но тука е. Нема што да гледаме за тоа во закон во устав. Само погледнете ги надписи, табли во Скопје, Тетово, Гостивар, па дури на граница. Еве да си ги видите и своите лични карти или други документи, па ќе се уверите. И ова ме вади од такт. Јас сум еден од оние на кои ова воопшто не им се допаѓа тоа што во Македонија се воведе на некој начин двојазична федерација. Но исто така сум свесен дека кога еднаш некому ќе му дадете права на некое малцинство и тие бидат усвоени, тие стануваат трајни и непроменливи. Значи, тоа е последица главно од законот за двојазичност. Тоа е тоа предавство на СДСМ. Што вели фамозниот закон? На целата територија во Република Македонија и во незините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, албански јазик, исто така е службен јазик и неговото писмо. Согласно овој закон, во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закони, други институции. Службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо е јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо на начин определен со овој закон. Сега, тоа вели законот. Што вели уставот? На целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните исто така е службен јазик и неговото писмо како што е определено со овој член. Кој било граѓанин кој живее во единиците на локална самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во комуникацијата со подратничните единици на министерствата може да употребат кој било од службените јазици неговото писмо. Во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот јазик може да се користи во согласност со закон. Сега прва работа. Во уставот, дури еве и во спорниот закон за двојазичност, јасно и гласно се вели дека службен јазик е македонскиот јазик. Да, можеби албанскиот е, но ако видовте во самиот текст пишува дека покрај или исто така македонскиот, значи покрај или исто така се тука клучни зборови. Значи не пишува службени јазици се македонскиот и неговото кирилично писмо и албанскиот или и јазикот што го зборуваат најмалку 20%, туку покрај и исто така. Не сум правник, но ова покрај исто така за мене значи дека македонскиот јазик е прв службен јазик во Македонија. Точка. Секој друг службен јазик може да се користи, но познавањето на првиот службен јазик е задолжително и секој треба да го знае. Значи дека никој македонски функционер нема обврска да знае и да се обраќа на албански, за разлика од македонците. Албанците мораат. Сега, ако некој не сака да го научи првиот службен јазик, нека не го научи.
Иако не знам како би завршил школа, но ако не ги знае последиците за непознавање, ќе си ги трпи сам и никој нема да му биде крив. Втора работа. И клучна за овој случај, јас мислам дека е реченицата од Уставот која вели: во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласност со закон. Значи, луѓе, може, не мора. Голема разлика. Реков, не сум правник, но мене така ми звучи. Дека има проблем докажува и фактот што еве долго време се очекува на оваа тема да се изјасни нели Уставниот суд. Нели Ахмети иду и кампуваа пред судот токму кога требаше да се расправа по оваа иницијатива. Значи, кратко и јасно. Двојазичност на службено ниво, ваква таква, има. Колку и да не се согласуваме со неа. Еве јас нели реков, строго против сум. Но таа двојазичност не подразбира ни законска, ни политичка обврска. Службените лица македонци да ги познаваат двата јазика и да ги говорат зависно од тоа каде и кому се обраќаат. Спомнавте за познавањето на македонскиот јазик. Според Уставот тоа е официјален јазик на целата територија. Но гледам, еве, не ви требаат слушалици, но ако ги ставите слушалиците, ќе имате превод од ова што го зборувам и на албански јазик. И не ми пречи мене албанскиот, напротив. Нити турскиот ми пречи, нити српскиот, ниту бошњачкиот, ниту ромскиот, ниту влашкиот, ниту англискиот, ниту францускиот, ниту еден јазик не ми пречи на светов и нема да ми пречи. Според Уставот, тоа е сега, дека официјален јазик во оваа држава на целата територија е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Напротив, апсолутно не ми пречи. Слободно да си го користите албанскиот јазик и така натаму и така натаму. Дури и се трудам да го учам и да го научам. Еве, отворено ќе ви кажам. И се надевам дека за некоја година од денеска ќе можам и јас да не ги користам слушалките и кога зборите на албански јазик вака грлато, кога мислите дека некој ќе се уплаши од тоа, ќе можам да го разберам тоа што го кажувате, бидејќи мислам дека преводот не е соодветен на тоа што вие го кажувате. Колку толку имам познавање на некој од речениците. Еве се ај јавно да прашам. Колку пати сте го слушнале Али Ахмети да се обрати на македонски? Мислам дека се брои на прсти. Не само тоа, луѓе во време на владата на СДСМ иду. Имавме министер, мислам дека беше за заштита на животната средина, кој не зборуваше воопшто македонски. На пресконференции јавни изјави говореше на албански и англиски. Значи, ако секој политичар албанец во сите политички институции и секогаш кога е во службено својство, каде било на територијата на оваа држава, може официјално да говори на својот мајчин јазик, тоа што важи за секој политичар македонец. Министерката Весна Јаневска има право да говори на македонски јазик, не само во Тетово, туку каде што сака, и никој нема право да ја наложува да зборува на албански јазик или да си носи преведувач. Па посебно не со зборовите си зема преведувач. Ти кажавме кога ќе дојдеш овде да земеш преведувач. На што личи ова? Кој тоа и кажал на министерката? И каде е тоа овде? Што демек во Тетово не смее да се зборува македонски? Ајде ви се молам. Значи дека проблемот не е само поради фактот што во Македонија прв официјален јазик е македонскиот, за кој нема потреба од превод, туку и начинот на кој беше поставено прашањето. Па видете му експресијата на лицето, полн со себе. Реков, ова нема врска со новинарство. Ова е целосно недолично и неприкладно, бидејќи пред се станува збор за обраќање кон повозрасно лице, дама, доктор, универзитетски професор и актуелна носителка на јавна функција. Обид за правење циркуси е страда на целосно недоличен и некултурен начин, јасен обид за политичка провокација и разгорување меѓуетнички тензии со користење уличарски речник. Однесувањето на новинарот Тетово кон министерката за образование Весна Јаневска предизвика бура реакции, не само поради фактот што македонскиот јазик е официјален во државава, туку пред се поради начинот на кој новинарот се обрати кон министерката, користејќи прво лице еднина и зборот ти. Според медиумските познавачи тоа е целосно недолично и неприкладно, бидејќи пред се станува збор за обраќање кон повозрасно лице, доктор, универзитетски професор и актуелен носител на јавна функција. Премиерот Христијан Мицкоски не сакаше да ја коментира оваа ситуација, велејќи дека ако некој одлучил да се прави циркузант, подобро е да се премолчи. Понекогаш тоа што нема коментар не значи дека некој нешто заборавил да коментира, туку едноставно некои луѓе не заслужуваат да бидат коментирани, затоа што ако некој одлучил да прави естрада и циркузант од себе, дозволете му, сите може да го видат и да го слушнат, така што подобро да премолчите отколку да влезете во таа естрада.
За ваквото однесување на новинарот Неврија Деми гласно реагираше и дел од фелата. Бараат за недоличното однесување, со осуди и реакција да излезат и новинарските здруженија. Новинарот Александар Методиев вели дека коректно е медиумските организации да реагираат, како што оправдано реагираат на однесување на институции и поединци кон новинарите. На што личи обраќање на ти кон повозрасно лице или лице на функција? Тоа што не се согласувате со нечија политика, може да го манифестирате дома, во приватен живот и зад гласачки параван. Никако во медиумскиот простор. Тоа што некој земал микрофона се однесува без основна култура и со некаква политичка агенда не значи дека е новинар, туку значи дека е активист. Ти рековме да се земеш преведувач. Кои сте тоа вие што сте рекле и како случајно минатиот пат во исто време спуштивте микрофони? Реагираше и новинарката и фоторепортерка Арбнора Мемети. Ова однесување ти кажавме најмалку наликува на некој што себе се нарекува новинар. Новинарството не е нешто локално и не може да се извршува само во мало. Сакал некој или не, македонскиот јазик е повеќе од неопходен за вршење на оваа професија. Инаку ова не е прв пат истиот новинар да се обидува да провоцира на оваа тема. При претходната посета на Јаневска на Тетово пред еден месец ја праша зошто не земала преведувач да преведува од македонски на албански јазик. Осудна не стигна само од премиерот, владата и дел од новинарите, туку официјално согласи Сдруженијето на новинари и новинарскиот синдикат како Агенцијата за аудиовизуелни услуги. И во право се. Комуникацијата меѓу новинарите и носителите на јавни функции треба да биде коректна, достоинствена и базирана на почит, со висок степен на професионализам. Но поради фактот што во денешно модерно време, посебно тука кај нас, секој може себе си да се прогласи за новинар, ќе ли се случуваат вакви работи. И не дај Боже некој да побара да се направи регистар на портали или некој да побара било каков стандард за да една личност може да се нарекува новинар. Одма се креваат сите како тоа било задушување на новинарството или удар врз слободата на говор. Критичкото известување и поставувањето прашање, да, се суштински дел од новинарската работа, но тие треба да бидат формулирани во согласно со некакви етички норми, да не се навредува, да не се дискредитира и да не се создаваат непотребни тензии. Со други зборови, непријатни прашања се нормална работа, но тие треба да бидат поставени на начин на кој не треба да се наредува или омаловажува личноста. Едноставно, да се има малку општа култура и домашно воспитување. Во случајот, прво беше непристојно некој така да се обраќа на дама, без разлика дали е тоа на албански или македонски. Второ, жената е жалостена, бидејќи сопругот и почина неодамна и не е добро така некој да и се обраќа. Треба барем тие елементарни работи да се почитуваат. Човечки е. И наместо да се извини, само прогласениот новинар па продолжува со објаснување. Исто така интересно е што иако сите од македонска страна и сите други го осудија однесувањето на овој така наречен новинар, ниту една од партиите на албанците, посебно не ДУИ, не излегоа со било каков збор за инцидентот. Еве не мора да се согласуваат со ставовите за употреба на јазиците, но за основната култура и начинот на кој е поставено прашањето требаше да реагираат. Срамота. Туку од почетокот на мисијата се занимаваме со говеда, нели реков во директна, па сега и со метафорична смисла. Па ајде во тој стил да продолжиме. Поскапување по пазарите и маркетите на основните производи има, но не толку поради нафтената криза, колку поради приближувањето на големиот празник Великден. Наместо подготовка со празничен дух, граѓаните повторно прават пресметки колку можат да си дозволат за напразничната трпеза. Предпразнично, како и секоја година, цените се покачени. Главно станува збор за производите кои најмногу се користат за овој празник: јајцата, јагнешкото месо, овошјето и зеленчукот. Граѓаните сметаат дека ваквата состојба е последица на престојниот празник Великден, но не го исклучуваат и скокот на цените на горивата. Тие велат дека ќе мора да кратат од намирниците, но сепак нема да се откажат од традиционалната великденска трпеза. Па некои да, помалку, ама има разлика. Па јајцата, зејтинот, тоа е оноа секојдневно што го гледаме. Другите производи има. Па причините ете прво, дериватите, нели? Тоа повлекува све друго. Зејтинот од 96% и некои други така работи. Пошто ние сме зависни увозна земја од храна, од енергенци, така да штом се покачат енергенците, нафтата, тука е превозот, тука се увозните артикли. Секогаш ние граѓаните имаме чувство дека за Великден цените се качуваат. Овошјето, зеленчекот, млечните производи, месо, сето тоа е секогаш. Секоја година и ова, а и до сега е така, но сега пред Великден сигурно. Можда некако порано, али нешто ќе се обелеши, најверојатно. Па колку можеме скромно.
Ќе дозволиме, али не во толкав обем како што биле во другите години. Ќе мора на се да се крати. Цените на намирниците се разликуваат од маркет до маркет. Табла јајца сега може да се набави по цена од 280 до 310 денари, а маслото може да се најде од 90 до 110 денари. Килограм јагнешко може да се најде за 650 денари, а телешкото чини околу 1050 денари. Свежото свинско и пилешко вообичаено се поевтини. Пример, свинска плешка чини околу 390 денари, а ребрата може да се најдат и по 370 денари. Свинскиот бут може да се најде по цена од 420 денари. Пилешкото филе чини од 340 денари па нагоре во зависност од маркетот во кој пазарите. Краставиците по пазарите се нудат по цена од 80 до 120 денари. Младиот кромит се продава по 50 денари за 3 парчиња. Надлежните најавуваат дека ќе ја следат состојбата и ќе реагираат доколку има неоправдано зголемување на цените, а очекуваат од бизнис секторот да бидат фер во пресрет на празниците со цел да се заштити стандардот на граѓаните. Не знам што да кажам освен говеда. Зарем малку проблеми имаме поради последиците од војната во Иран, па уште ни требаат овие профитери. Ајде што цените најверојатно ќе рипнат поради поскапувањето на нафтата. Има такви кои без трунка совест ги покачија цените зашто доаѓал Великден. Знаат дека луѓето ќе купуваат за да на своите најблиски им приредат празничен ручек, па тие поскапуваат. Малку бе милост имајте, малку Великден е, најголемиот христијански празник. Зарем не ви е страв дека Господ ќе ве казни? Покажете малку сочувство кон своите сограѓани, откажете се барем од некој мал дел од ќарот, еве не мора целиот, барем од дел. Ке има и за вас, ама и за другите. А вака е чист безобразлук, воено профитерство. Не дека нема притисок за покачување на цените, но тоа дека баш до толку и тоа сега пред Великден нема шанси. Што, сега се засадени пиперките, младиот кромит, компирот, зелената салата? Сега е родено подпораснато и заклано јагнето, прасето? Да не правиме муабет за други производи. Ама ако, нека ви служи на чест, Господ ве гледа. Туку кога сме кај Иран. Еве се остварува она црно сценарија кој го предвидев пред неколку емисии во врска со тоа колку ќе трае конфликтот. Иако се надзираат некакви си шанси за договор, на терен ситуацијата е иста. Американците бомбардираат, израелците маваат каде ќе стигнат, Ормудскиот теснец е толку стеснец што игла не поминува, Иран возвраќа и тоа не директно против војската на САД, знаат дека таа е премоќна, туку маваат каде што боли, во земјите како Емиратите, Саудиска Арабија и Кувајт, од кого зависи американската економија, но и светската. Берзите веќе се збрлаве, цените се движат врз основа на тоа што ќе каже Трамп, како ќе се закани, дали ќе го срамни Иран со земја, тогаш барелот нафта лета над 150. Ако каже преговараме, опаѓа до 100. Кај нас, ајде да видиме кај нас како е. Редици по бензински пумпи нема, дизел има секаде и тоа доволно. Цената на горивата ќе паѓа за уште еден денар. Нема посериозни поскапувања на останатите производи. Иако нафтената криза на светско ниво се продлабочува, цената на нафтата рипа, состојбата во Македонија е стабилна. Мерката на владата за намалување на ДДВ-то ги дава посакуваните резултати. Во случај на влошување, владата е подготвена итно да преземе дополнителни мерки. И друг план имаме за следни чекори, доколку ескалира кризата, цената на берзите на плац ФОП Италија и за премиум анлидит, односно премиум безоловен и за дизел 10% падна, се движат на таа цена утрово. Цените споредено со првите 5 дена од претходната недела, овие 5 дена, втор ден поред се пониски. Така што ако вака продолжат до петок, ние ќе имаме дури намалување во понеделник на цената на гориво. Македонија има и доволни количини на мазут. Состојбата со снабдувањето со овој енергенско игра голема улога во производството на струја е стабилна. Но, доколку има потреба, ќе се ослободат и државни резерви. Добивме информација и дека оние количини кои што требало да се повлечат на крајот од минатата година, кога беше прогласена кризната состојба, негде околу 3000 тони не се целосно повлечени, така што можеби ќе оживееме, би рекол, таа одлука да се повлечат тие количини, па потоа евентуално би оделе со нова одлука. За сега нема индикации дека поради новата цена на горивата ќе има драматично зголемување на останатите цени, односно поголема инфлација. Од владата ги очекуваат пресметките за да се преземат дополнителни чекори, но за сега нема потреба. Олеснителна околност за заштита на стандардот на граѓаните и договореното дополнително намалување на големопродажната цена со ОКТА. До 6 април македонските граѓани ќе точат поевтин дизел од максимално одредената цена на регулаторна комисија, откако ОКТА одобри дополнителен попуст од уште
уште 1 денар или вкупно 3 денари во следните 2 недели. Паралелно со намалувањето на ДДВ од 18% на 10%, обезбедивме дополнително намалување на цените за 6 до 7 денари по литар и спречивме ценовен шок на пазарот. Ова е пристап што дава резултат, со активна улога на државата и со заедничка одговорност со приватниот сектор да постигнеме заштита на животниот стандард и стабилноста на економијата. Во моментов на бензинските станици може да се забележи дека речиси секаде се продава нафта и бензин по пониска цена од одредената од регулаторната, вклучувајќи го попустот од ОКТА, а засега само на 1 до 2 бензински станици има и дополнителен попуст. Да чукнеме во дрво. Добро е, а може да биде многу полошо. Памтите ковидот и почетокот на војната во Украина? Така што сакале тоа да го признаат или не, засега Македонија релативно добро се справува со кризата. Како што слушнавте, но еве не слушате и сами може да се уверите. Редици по помпите нема, дизел има на секоја, некаде 3 денари поевтени, некаде и 4. Цените по пазарите и маркетите да се покачени, но како што ви обяснив, тоа не е толку поради кризата, туку најмногу поради Великден. Нели секогаш во тој период има поскапување, но и поради оние профитери некои сега гледаат шанса да заработат некој денар или евро повеќе. Не само тоа, во услови на епска, историски најголема криза со енергенците, која странските експерти ја споредуваат нели со кризата од 70-тите години на минатиот век, во Македонија имаме факт во кој платите растат. Полека, ама сигурно инфлацијата се намалува. Се исплаќа дури оној стариот солидарен данок што го воведе СДСМ. Економијата, видовме, бројките има 3,5% раст, кога во Европа тоа е речиси 1%. Се градат патишта и слично. Далеко од тоа дека цветаат рози. Ама ајде, споредете со една Хрватска, Словенија, Босна или Србија. Една по една, сите овие земји се загубија во низата мерки кои наместо решение им донесо уште поголем хаос со горивата. Во Хрватска веќе е актуелен 10-ти пакет мерки. 10-ти пакет мерки. При што владата одлучи да ја задржи регулацијата на цените и има максимално дозволени количини. Словенија пак го ограничи точењето на горива на странски државјани. Во Србија забраната за извоз на нафта се продолжи до 2 април. Во Босна и Херцеговина пак има хаос и неконтролирано зголемување на цените по бензинските станици. Така што еве, ако не ми верувајте мене, сами проверете и направете споредба со ситуацијата кај нас. Во Македонија, со 2 мерки, намалување на ДДВ-то и попустот од ОКТА од 3 денари, сликата е далеку поразлична од таа кај овие земји. Еве, владата најави дека како треба ќе ослободи мазут од стоковите резерви за ЕСМ во случај да притреба и во случај да има притисок за зголемување на цената на струјата. Премиерот Мицковски дури најави иницијатива за енергетско поврзување со земјите од регионот, за да така успееме заедно да настапуваме на пазарот и привлечеме пари за струја да доаѓаат во наш правец. Најголем доказ дека подобро се снаоѓаме од другите земји е фактот што имаме едно од најевтините горива во регионот. Имено кај нас цената на бензините се движи од 1,37 до 1,44 евра за литар, а дизелот е од 1,52 до 1,55 евра за литар. За разлика од кај нас во Србија, бензинот достигнува цена од 1,8 евра по литар, а дизелот исто околу 1,8. Во Хрватска до 2 евра, додека во Грција и Албанија цените се околу 1,9 евра по литар. Ова може дури и да ни создаде проблеми. Имено бензинските пумпи во пограничните места се полни, но со странски регистарски таблици, и тоа главно од соседните земји. Најголем притисок има во пограничните општини, како Дебар, Струга и Охрид на западната страна, како и Битола, Гевгелија на југ и Куманово на север. Тоа практично е зголеми побарувачката за гориво кај нас за дури 10% на државно ниво. Ама за среќа не имаме доволно гориво, па затоа засега владата не планира да ја ограничи продажбата за странски државјани, како некои други држави што направи. И да е само дизелот и бензинот. Поминете во било кој од пограничните градови, ќе видите дека странците ги има и по супермаркетите, затоа што освен горивото и останатите цени се помали кај нас. Дури стигнавме да станеме дестинација за нафтен туризам, да не ви се верува. Така што колку и тоа да ви е чудно, колку и тоа да ви е за неверување, во моментов Македонија и владата добро се справуваат со кризата. А чудно е зашто не сме навикнати. Луѓе, ние сме навикнати на хаос. И да не бидам погрешно разбран, ќе се повторам. Далеко од тоа дека овде цветаат рози, далеко од тоа дека нема притисок и кај нас, далеко од тоа дека светската нафтена криза нема да не допре. Опасност постои, тоа не мала. И нормално е дека не можеме како држава да останеме имуни. Ако сите држави од соседството се во криза, посебно Европа која е во криза, не па целиот свет. Само кажувам дека сега засега, и тоа после долги години,
За време на една светска криза не сме на дното. И нормално тоа некому не му одговара. Па тој некој држи пресконференции на кои ни дава слика дека целата храна е екстремно поскапена, дека дури ја немало по продавниците, па како граѓаните не само што не можеле да се приуштат една потрошувачка кошница, дури и дека гладувале. Да, гладувале, ама ете, он го имал спасот. Апелирам. Сметам дека владата мора да направи две работи. Прво да ги прифати нашите мерки. Поради тоа што тие се тие мерки кои што реално ќе дадат некаков резултат и цените на горивата ќе се намалат, а ќе се стави на некој начин и пречка во дополнителниот раст на цените на храната. Да се намали, освен ДДВ-то на горивата, да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи на 0%, да се намали акцизата за 4 денари. Тогаш ќе има вистинско поевтинување на горивата, од кој бенефит ќе видат и граѓаните. Ја не знам што е со тоа барањето за патарината. Ајде до некаде другиве мерки како акцизата и слично го разбирам. Ама тоа за патарината навистина ми штрчи. Како клучно да е дали ќе патуваме некаде. Абе суртици, ако немам пари за гориво, каде побогу ќе патувам? Ако поскапи лебот, сирењето, млекото и другите производи, што ќе ми помогне по ефтина патарина? Не се. Филипче е пример кој покажува како е лесно кога си во опозиција. Тогаш можеш мерки да си вадиш од ракав без разлика дали тие се реални или не. Не знам како на друг начин да го оценам или да ги оценам овие барања на СДСМ со оглед на кризата. Посебно ако имате предвид дека додека беа на власт целосно потврлија. И тоа не е во една, туку во две кризи. Ковидот и војната во Украина. Ај ова со Украина беа на крај на мандатот, па ќе рече човек гај ли им беше. Ама за време на ковидот, па во тоа време се случи еден од најтрагичните настани во поновата македонска историја, пожарот во модуларната болница во која живини изгореа 14 луѓе, од кои 12 беа пациенти. Тоа беше период во кој молевме по комшии да ни фрлат по некоја вакцина. И додека молевме, владата ни исклучуваше чудни договори како оној со фирмата од Хонг Конг, која, пазете, главна дејност и беше трговија со јужно овошје. Да не правиме муабет за состојбата во болниците, недостатокот на лекови, милионските набавки на некакви си скапи ракавици, маски и слично. Или еве најдобар пример како се справува некој со некаква криза. Со сегашната минимална плата и најновото поскапување може да се купи повеќе горево отколку за време на кризата. Да се навратиме значи на време на кризата. Имено, во 2022 година, за време на ковидот, односно кога СДСМ и ДУИ се справува со последиците од светска криза, дизелот достигна до цена од неверојатни 107,5 денари по литар, а бензинот 110 денари. Податоците од регулаторна комисија со просечната месечна нето исплатена плата по вработен во јануари 2022 беше 29.839 денари. Минималната плата таа година 15.229. Ова се податоци од Завод за статистика. Значи, во 2022 година, со цена од 107,5 денари литар гориво, со минимална плата сме можеле да купиме 141 литар дизел гориво. Со просечна плата сме имале платежна моќ да купиме 277,5 литри дизел. Е сега, просечната плата исплатена по вработен во јануари 2025 е 43.050 денари, а сега во 26-та е над 46.889 денари. Во 26-та минималната плата е 24.379 денари. Денес литар дизел изнесува 95,5 денари. Значи во оваа година со просечна плата од 46.889 денари може да купите околу 500 литри дизел гориво. Иста во оваа година со минимална плата може да се купи 250 литри дизел гориво. Сега ме разбирате, бројките не лажат. Сето ова можете сами да го проверете. Еве, отворете сајт на регулаторна комисија и Завод за статистика. Ама не, сега имало екстремни поскапувања. Немало производи по продавниците. Граѓаните не можеле да се приуштат една кошничка, па дури и гладувале. Ајде, која е главната мерка да намалиме патарината? Не, драги мои, кој како се справува во криза најлесно се гледа во пракса. Многу е полесно да се критикува од позиција на опозиција. Ајде да е опозиција која никогаш не била или одамна не била на власт. Туку критикуваат оние кои до пред 2 години беа на власт, односно беа власт толку голем период и во тој период покажаа нефункционални резултати. Реков, ако се навратиме на ковид кризата, ќе видиме дека справувањето беше катастрофално.
Не само за тогаш, туку и за сега. Ни остави долгорочни последици врз буџетот и врз економијата. Тоа солидарниот данок што го враќа сегашната влада, од кога е? Па токму од тоа време. Јајде за Украина некако да се вадат, нели премиер беше Ковачевски. Оваа гарнитура не била во владата и слично. Ама за време на короната, па министер во владата беше токму Филипче. И сега тој ќе држи лекции кои мерки да се преземат. Да знаеше, ќе ги превземеше тогаш. Еве, како познавачи на сите состојби, нели? Од тоа што значи кратенката НАТО, па се до тоа како треба да се употребуваат јазиците во Македонија, сметам дека СДСМ и Филипче во новата платформа и во таа така наречено освежена крв треба заедно да седнат и да ни кажат што треба да превземеме со оние говедана што пребегаа во Бугарија. Дали да бараме посредници во вид на француски предлози, дали да ги ставаме во устав или било што. Ја не знам како досега немаат предлог па за целото стадо крави во Крива Паланка. Тоа е, драги мои, не знам што понатам. И тука е време да ја завршиме и ова епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.